Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Македонија, Република Македонија живее тешко секојдневие. Независно од нереалната розова слика која создаваат овие од владата, дека блескаме, народот живее сиромашно, со проблеми кои притискаат, со систем кој не функционира. Надвор од удобните канцеларии во владата, на улиците, на асфалтот, по пазарите и малата, е реалната слика која покажува дека животот во Македонија е полн со неправди, сиромаштија и несигурност. Младите секојдневно си одат, а македонските градови и села го доживуваат современиот екзодус, кој не е само закана за опстојување на градовите, за националната економија, но пред се за иднината за секој еден човек во нашата земја. Изминува речиси третата година, а сепак не е подобро. Не е подобро затоа што се нема концепт и визија, се нема план. Но затоа пак криминалот, корупцијата и несигурноста се насекаде околу нас. Надеж има се помалку, а проблеми се повеќе. Постојано сум меѓу народот и можам да ви кажам дека не сретнав човек кој е без проблеми и задоволен од она што го имаме денес. Народот не верува во оние колективни вештачки мантри на владата дека ќе биде подобро и само што не ни тргнало. Туку народот верува во проблемите кои ги има. Проблемите го тиштат, го прават незадоволен и со право се помалку трпелив. Зашто нема уште години од животот во кој ќе чекаме животот да стане подобар и некакво очекување дека работите ќе се сменат. Тоа со ова окто под влада нема да го видиме. Нивната цел е како да украдат денар повеќе, како да се збогатат на грбот на народот и неплатениот труд на работникот. Македонија не само што ги губи годините во чекање, туку ја губи и иднината. Затоа излеговме на терен во разговори за обнова на Македонија, каде сакаме да слушнеме што мисли народот, да ги кажат проблемите и заедно да бараме решение. За една недела, повеќе од 10.000 граѓани го напишаа и го доставија до ВМРО ДПМН својот проблем. Кажаа што ги тишти и што ги прави нестрекни. Одличен одзив и ние овие разговори ќе ги продолжиме во иднина, во населените места ширум Македонија. Народот сака да каже што мисли за состојбите, што му тежи и што размислува. Но ние не застануваме тука и ќе понудиме решенија за проблемите и ќе се потрудиме тие да бидат одржливи, да бидат визионерски и делотворни, да ја градиме и донесеме обновата која и треба на Македонија. За таа цел потребно е мобилизирање на целокупниот потенцијал со кој располагаме. Кадровски подготвени луѓе, врвни професионалци и умови од земјата и странство кои не само што ќе ми помогнат мене, туку пред се ќе помогнат на Македонија и заедничката иднина. Македонија го живее овој кошмар на живот кој станува пекол и затоа и треба будење и обнова. Сериозен сегмент посветувам на понудата која треба да се даде и обновата која треба да и предстои на Македонија. Се во животот треба да биде градено од цигла по цигла, чекор по чекор, од темел до кров. За се треба да си има план. ВМРО ДПМН го следи времето и модерните текови. На Македонија и треба визија за иднината која заеднички ќе ја градиме. Во таа насока формирав тим од стратешки соработници, составен од врвни професионалци, со одлично лично и професионално портфолио, врвни достигнувања секој во својата област. Овој тим е составен од професори, доктори по наука, успешни менаџери, експерти и одлични аналитичари, образувани на престижни меѓународни универзитети и со деловни и работни успеси во врвните економии во светот. Спојот на предната македонска интелигенција, но и дел од странци со исклучителни знаења кои ќе ги стават на располагање за обновата на Македонија. Тимот од стратешки соработници е составен од надпартиски личности, со кои не поврзува родолюбието, патриотизмот
и желбата да се помогне во обновата на Македонија. Овие луѓе ќе бидат мои соработници, а заедно ќе работиме во обновата која ќе ја донесеме за граѓаните на Македонија. Ќе ги црпам нивните знаења и искуства. Заедно ќе работиме на понудата која ќе ја дадеме на граѓаните, која ќе ја сочинува мојата, но и нашата заедничка визија за Македонија. Овој тим од стратешки соработници, за кои се согласи и доби поддршка и извршниот комитет на партијата на седницата која што се одржа вчера вечер, треба да биде јадрото и новиот квалитет кој ќе биде гаранција дека ќе се зафатиме со најтешката работа да ги решаваме проблемите, но не само да ги решаваме, туку и на крај да успееме. На Македонија, по сите порази и искушенија и требаат успеси. Овој тим не застанува тука. Тој ќе се проширува и ќе се дообликува во периодот кој што ќе следи. Дозволете ми, почитувани представници на медиумите, почитувани присутни, да го представам делот од тимот на стратешки соработници кои што во периодот ќе работи со председателот на ВМРО ДПМН. Број 1. Професор доктор Гордана Силјановска-Давкова. Стратешки соработник за прашање од областа на правото и политичкиот систем. Професор редовен на Правниот факултет Скопје, инаку дипломирала и магистрирала на Правниот факултет во Скопје, а докторирала на Универзитетот во Љубљана. Позади себе има стотици трудови во влијателни списанија во, но и надвор од земјата. Понатаму, професор доктор Сашко Кедев, дописен член на Македонската академија на науките и уметностите од 2015 година. Стратешки соработник за прашање од областа на медицината и здравствените политики. Редовен професор на Медицинскиот факултет во Скопје од 2013 година. Меѓу другото, бил визитинг професор на Универзитетот во Соединетите Американски држави, во државата Северна Каролина. Инаку, во 2001 година се стекнува со звањето Европски кардиолог, понатаму, како што реков, е избран за дописен член на Македонската академија на науките и уметностите. Под број 3. Професор доктор Владимир Дуковски, професор во пензија, стратешки соработник за технолошки развој и образовни политики. Инаку, бил визитинг професор на Универзитетот во Братфорд. Дипломирал на Политехничкиот универзитет во Лвов, а магистрирал и докторирал на Универзитетот во Загреб. Понатаму, стратешки соработник за прашања од областа на економијата. Хозе Караско, вореден професор на Кралскиот универзитет Хуан Карлос во Мадрид, Шпанија. Инаку бил визитинг професор на Универзитетот во Флорида, Бока Ратон, исто така бил визитинг професор на Универзитетот во Портсмаут, Нотингем, истовремено на Универзитетот во Аликанте. Од образованието има постдокторски студии на Харвард универзитетот, има докторат на Кралскиот универзитет Хуан Карлос Мадрид во Шпанија, двоен магистериум на Универзитетот во Аликанте и Универзитетот во Виена, дипломирал на Универзитетот во Саламанка. Има искуство со работа во Банката на државни резерви на Нов Зеланд, Меѓународниот монетарен фонд. Понатаму бил дел од луѓето кои што работеле со Банката на федералните резерви на државата Сент Луис во Соединетите Американски држави и така натаму. Понатаму, Игор Дурловски, стратешки соработник за прашања од областа на културата. Владко Гигов, стратешки соработник за нови производи и социјални медиуми. Инаку државјанин на Швајцарија, своето образование на додипломски студии го стекнал на Вебстер универзитетот во Женева, Швајцарија, а неговиот магистериум е на Европскиот универзитет, исто така во Женева, Швајцарија. Работел како главен оперативен директор во неколку држави за мултинационални компании, меѓу кои би ги издвоил неговата работа во Мексико,
Канада и така натаму. Стратешки соработник за напредни технологии и аналитика Јанко Баждавела, кој што живее и работи во Њујорк, Соединетите Американски држави. Инаку, Јанко своето образование, додипломски студии го стекнал на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, на Факултетот за електротехника и информацијски технологии, поранешен електрофакултет. Инаку исто така има специализација на Квинс универзитетот во Белфаст, понатаму бизнис школата во Париз, а моментално работи во Corcoran Group на висока позиција, компанија мултинационална која што има годишен обрат со повеќе од 21 милиарда долари. Понатаму, стратешки соработник за прашање од областа на спортот Борко Ристовски, репрезентативец на Република Македонија во ракомет, истакнат, мислам дека доволно јавноста во Македонија е запознаена со неговите постигнувања и успеси и во ниво на клубски надпреварување, но и на ниво на државни надпреварувања. Стратешки соработник за прашање од областа на енергетиката Сања Божиновска, инаку докторант на Харвард универзитетот од Соединетите Американски држави, магистрирала на универзитетот во Гронинген, Холандија, а додипломски студии завршува на Англо-Американскиот универзитет во Прага, Чешка. Акан Махмуд, стратешки соработник од областа на туризмот. Инаку Акан Махмуд е кособственик и извршен директор на ЕРАК групацијата Скопје. Инаку ЕРАК групацијата е составена од повеќе компании чија главна дејност е логистика, транспорт на патници и туризам. Инаку има свое представништво во неколку градови во Европа, меѓу кои Скопје, Будва, Дубровник, Истанбул, Лвов, Сараево, Белград, Рига и така натаму. 5 години има добиено како туристичка агенција 5 награди за најдобра агенција за дојдовен туризам во Република Македонија за периодот од 2010 до 2018 година. Во неговото портфолио како компанија имаат повеќе од половина милион туристи, повеќе од половина милион ноќевања годишно, инаку се стратешки партнер на RSD Reisen Германија, најголемата маркетинг компанија во Германија, со чија програма веќе втора година поред доаѓаат повеќе од 55.000 туристи во регионот со акцент на Република Хрватска. Стратешки соработник за прашање од областа на трудовото право и социјалната политика, вореден професор Лазар Јовески, вореден професор на Правниот факултет Јустинијан I во Скопје, Универзитетот Свети Кирил и Методи, додипломски студии завршил на истоимениот факултет, додека пак постдипломски и докторски студии на Универзитетот во Белград. Стратешки соработник за прашање од областа на машинската индустрија и екологија Зоран Марков, редовен професор на Машинскиот факултет во Скопје. Образованието го стекнал на истоимениот факултет, инаку бил корисник на Фулбрајтова стипендија, со која што реализирал истражувачки престој на Пенсилванија Стейт универзитетот во Соединетите Американски држави. Стратешки соработник за прашање од областа на интелектуалната сопственост Гоце Нумовски, професор на Правниот факултет Скопје Јустинијан Прима, инаку е визитинг професор на Колумбија универзитетот, истовремено е двоен доктор по науки покрај докторатот на Правниот факултет Јустинијан I на Универзитетот Свети Кирил и Методи, исто така има завршено докторат и на Универзитетот во Страсбург, Франција. Стратешки соработник за прашање од областа на бизнисот и организацијските стратегии, професор доктор Гоце Андреевски, своето образование на додипломски студии го стекнал на Универзитетот Кирил и Методи во Скопје, постдипломски студии на Универзитетот Гранд Вели Стейт Универзити во државата Мичиген, во Соединетите Американски држави, додека пак докторирал на Универзитетот во Кентаки, државата Кентаки, Соединетите Американски држави. Инаку во моментот работи како вореден професор на бизнис школата Квинс при Квинс универзитетот во Онтарио, Канада. Стратешки соработник за прашање од областа на корпоративното право Александар Климовски, кој што работи и се образувал, односно своето образование го стекнал на додипломски, постдипломски и на докторски студии
на истоимениот факултет, каде што е во моментот редовен професор, позади себе има повеќе од 50 научни и стручни трудови. Стратешки соработник за прашање од областа на банкарската политика, Коста Митровски, до јуни 2019 година председател на Македонската банкарска асоциација, во периодот од 16-та до 18-та председател на Сдруженијето на банкарство при Стопанската комора, од 2008 до 2019 главен извршен директор и председател на управниот одбор на Унибанка АД Скопје. Меѓу другото, бил генерален и финансиски директор на Кененагел престаништото Скопје и така натаму. 2018 година е одбран за банкар на годината во Република Македонија. Почитувани присутни, представници на медиумите, почитувани граѓани на Република Македонија, мојата визија за Македонија е земја која ќе биде напредна и во која обновата ќе направи општествена, културна, економска, правосудна преобразба. Нам ни е потребна обнова во секој сегмент од нашето општество и постигнување на европски принципи и вредности кои ќе бидат достигнати не само затоа што треба да исполниме некои слова на хартија, туку пред се затоа што мораме да реализираме подобар квалитет на живот на нашите сограѓани. Македонија е отворена кон светот, но и конкурентна со развиените економии. Млади кои својата иднина ќе градат на своите огништа. Земја која наместо последна во иновациите ќе биде прва во технолошкиот развој. Земја која што ќе биде технолошки тигар на Балканот. Наместо прва по корупција, да бидеме први по испорачување на правдата. Земја полна со надеж и оптимизам за секој еден граѓанин. Не сум човек кој ветува чуда, но ви ветувам многу работа. Работа и само работа. А само со работа, честност и искреност можни се големи скокови напред. А нам ни треба обнова повеќе од кога и да било порано. Затоа ни се потребни луѓе и човечки квалитет и потенцијал. А ВМРО ДПМН ќе го мобилизира тој потенцијал. Секој напреден поединец кој е подготвен да помогне во обновата. И тука ви уверувам дека буквално секој еден кој што сака да се приклучи за подобра иднина на нашата татковина Македонија ќе има подадена рака и добре дојден. На сите граѓани сакам да им порачам да не следат и да имаат верба. И покрај тоа што во немоќ, обкружени со криминал, октоподи и рекети, владата на СДСМ, Зоран Заев, сака да не представи дека сите сме исти. Не, почитувани граѓани, не само што не сме исти, туку сме и различни. Сторителот на денешното секојдневие, сторителот и соучесникот во криминалот и неправдата која што денеска владае со нашата татковина, има име и презиме и партија. Таа партија е СДСМ, а името и презимето е Зоран Заев. Ние сме поразлични, имаме визија, имаме мотив и имаме цел. И сакаме да успееме заедно со вас да обезбедиме подобра, стабилна и сигурна иднина. Да си ја вратиме на смевката кај граѓаните и да ги вратиме сите оние кои што ги напуштија нашите огништа разочарани од сите неисполнети ветувања и нереализирани очекувања. Ви благодарам. Ако имате дополнителни прашања, повелете. Дали мислите дека премиерот ќе го прифати вашето барање за предвремени парламентарни избори, да го прифати сте барање, и дали ќе предложите измени во изборниот законник во врска со изборните единици? Дали ќе го прифати, претпоставам треба Зоран Заев да ви одговори, но јас мислам дека би било мудро од негова страна и добро за државата и за иднината на државата да го прифати барањето за одржување на предвремени парламентарни избори. Јас го понудив како термин месецот март следната година, веднаш после средината на октомври, кога очекуваме од страна на Европскиот совет да се произнесе дали Македонија ќе добие дата за отпочнување на преговори, дали нема да добие, дали тоа ќе биде некое условено меѓурешение во целата оваа ситуација. Веднаш потоа да формираме техничка влада, да ги подготвиме институциите за одржување на предвремени парламентарни избори, бидејќи само тоа е начинот како можеме да провериме дали навистина блескаме
или пак блеска криминалот, корупцијата, рекетот и октоподот во оваа држава. Јас сум убеден дека граѓаните се мудри и граѓаните знаат да изберат дали ова кое што денеска е секојдневни политики на Зоран Заев и СДСМ или нешто ново што ВМРО ДПМН во периодот што следува ќе го понуди и од кадровски, но и од аспект на нови револуционерни политики кои што ќе обезбедат навистина модерна и просперитетна иднина за Република Македонија. Второто прашање беше поврзано со за изборниот законник. Се уште нема никакви состаноци на ниво на меѓупартиски комисии. Од она кое што беше последно како информација лиферувано во јавноста, вистината е дека се зборува исклучиво за препораките од страна на ЈОПСЕ и ОДИХР кои што немаат никаква врска со изборниот модел кој што го слушаме и е тема денеска во јавноста за која што зборуваат и луѓето од СДСМ, но и представниците на помалите политички партии. Како изборен модел е прифатлив? Кога сме на оваа тема само? Па исто и на оваа тема. Ајде. Избор. Министерката беше јасна вчера прес конференцијата, рече дека ќе предложат или отворени листи или една изборна единица. Дали е тоа прифатливо за вас? И најавен дека ќе има средба меѓу работните групи уште вчера. Како тоа не се случило или не сте се договориле? Искуството вели дека не секогаш кога официјалните лица од СДСМ даваат изјави, ја говорат вистината. Предпоставувам дека и таа незина изјава е во таа насока да се задржи на правилото кое што денеска стана секојдневно во Република Македонија, а тоа е да не ја говорат вистината. Предпоставувам дека и ова незина изјава дел од тој фолклор. Инаку што се однесува до кој став и каков изборен модел е прифатлив за ВМРО ДПМН, па поголеми отворени листи од 120 изборни единици, мнозински изборен модел не постои. Еве да излеземе да го прифатиме 120 изборни единици, изборен модел и да идеме на следните предвремени парламентарни избори. Ако навистина сакаат да граѓаните го дадат својот глас онака како што треба и да тој глас биде вреднуван, да имаме демократски капацитет, да имаме навистина демократски избор, еве, предлагаме 120 изборни единици, оној кој што во првиот круг освои најмногу гласови, тој да биде представник на граѓаните во рамките на парламентот. Во таа насока значи дека за вас е неприфатлив оној предлог што и денеска го лиферуваше премиерот за една изборна единица од поредните дека се подготвени за тоа. Во таа насока е прифатливо секој она решение кое што ќе го зголеми демократскиот капацитет и квалитет, но и кој што ќе понуди да гласот на граѓаните кои што ги бираат своите представници во парламентот на Република Македонија биде посилен и погласен и да биде навистина тој глас кој што треба да ги застапува интересите на граѓаните кои што ги бираат тие народни представници. Затоа велам, ако сакаме да го максимализираме влијанието на граѓанинот, ајде еве да избереме еден мнозински концепт каде што тој кој што првиот круг ќе има најголем број на гласови, тој да биде представник на тие граѓани кои што го бираат во таа изборна единица. Господин Бисковски, рече се во сите ваши одговори, но и на вашите сапартици што излегуваат на пресконференција се зборува за криминалот на оваа власт и за октопоја. Дали имате докази вие за тој криминал и што ќе правите со тие докази што имате? Голем е бројот на граѓани од различен профил во Република Македонија кои што доаѓаат и кај нас презентираат докази. Заеднички именител и на вашето прашање и на сите тие граѓани од различни области кои што дајат и кои што презентираат докази е дека и вие, и јас, и тие се сложуваме дека има многу криминал. Дека навистина има многу криминал во Република Македонија. Дали тој криминал треба да биде дополнително разочарување на граѓаните и дали дополнително треба граѓаните да се разочаруваат од криминалот, неисполнетите ветувања, нереализираните очекувања, е веќе социолошко прашање на кој што ќе треба да дебатираме и да зборуваме на начинот на кој што тој криминал треба да биде презентиран. За мене, мислам дека треба да постои една траекторија, тоа е да се пријави онаму каде што му е местото, во едно независно обвинителство, па потоа доколку се докаже тој криминал, да постои една докажат сомневањата, да бидам попрецизен, тој криминал да се отпочне на судска постапка, низ еден фер и транспарентен судски процес, да се дојде до конечно решение, дали ќе имаме пресуда или ќе имаме ослободителна пресуда, дали осудителна или ослободителна. Така што
Навистина жалам што живееме во едно општество каде што луѓето се оптоварени со буквално и на секој чекор се сеќаваат со злоупотреба, корупција и криминал, и практично тоа е заедничкиот именител што денеска е кохезивна тема за сите граѓани во Република Македонија, без разлика на политичката, етничка, верска припадност. Сите знаат дека постои криминал, дека тој криминал се случува од најниско до највисоко ниво и ние сега треба тој криминал да седиме и да го трпиме. Токму таа е причината, една од тие причини, да се надоврзам на првото прашање што вашиот колега ми го постави, што мислиме дека е императив да се случат предвремени парламентарни избори, во кои што ќе го понудиме нашиот концепт за правда и правдина, односно закони, почитување и устав без исклучок, наспроти концептот каде што имаме многу криминал, многу корупција, октопод, рекет политичари. Што ќе биде со законот за јавно обвинителство, за ќе изрази подготвено повторно да има уште една лидерска средба, можно ли е воопшто ваков закон да не се недонесе? Повторно сега доаѓаме до она кое што претходно го кажав, дека не секогаш тоа што го говорат, тоа и го мислат, и не секогаш тоа што го говорат се случува. Најпрво векавме ќе имаме лидерска средба, па потоа има определени брифинзи дека таа ќе се случи во понеделник, еве денеска сме четврток, таа не се случи, па потоа се смени текстот на изјавата дека ако имаме приближување на ставовите, тогаш практично ќе имаме и лидерска средба и така натаму, но каква е вистината, барем онаа вистина која што јас мислам дека во случајот е вистина. Имаме еден концепт кој што ние го нудиме, тоа е концепт безусловно почитување на законите и уставот, и имаме еден концепт каде што имаме правно насилие со една цел, политички прогон врз опозицијата и на тој начин мотивирање на членовите на СДСМ во рамките на нивната структура, без разлика што на тој начин се прекршени законите, злоупотребени институциите, без разлика што ние имаме класично правно насилие што денеска ни се случува во Република Македонија, тие се подготвени да го стават партискиот интерес над се наспроти државниот почитување на законите и уставот. Јас не верувам дека постои искрена желба од страна на СДСМ да се постигне договор, поготово не сега, неколку месеци пред парламентарни избори, бидејќи тие на овој начин пред нивните симпатизери имаат една реторика која што велат, еве, ги префрливме предметите од таму, ќе видат овие сега од ВМРО, наши се обвинителите, наши се судиите, ќе ги притиснеме и ќе ги однесеме таму каде што им е местото. Затоа што, ако сакаат да има компромис, тогаш тие би требало да прават отстапки и на тој начин да имаат определена политичка штета. Кога станува збор за СДСМ и кога беа опозиција, но и сега кога се власт, партискиот интерес е пред и над се наспроти државниот интерес. Ние до ден денеска, македонската јавност, нити вие како новинари, нити Фелата, нити било кој, не го виде писмото од Катица Јанева. До ден денеска, македонската јавност, било кој што се занимава со оваа тема, не го виде нотарот кој што го потврди потписот на Катица Јанева, не го виде судијата кој што го одобри текстот на тоа писмо. Денеска ние имаме јавен обвинител, државен јавен обвинител кој што издава одобрение, согласности за застапување на предмети на лица кои што немаат засновано работен однос во обвинителството. Прашајте ги, еве вие сте новинари, ве охрабрувам и ве замолувам. Прашајте ги помошниците поранешни на притвореничката Јанева, а денеска обвинители кои што немаат засновано работен однос во обвинителството, каде работат? Лица кои што немаат засновано работен однос, денеска прават класичен политички прогон врз политички неистомисленици. Ке ве подсетам, тие лица ја држат во заложништво ВМРО ДПМН, го имаат замрзнато имотот на ВМРО ДПМН. Тој имот, тоа замрзнување на тој имот предизвикува потешкоти во функционирањето на партијата. Но ние имаме мотив, имаме чест и ќе останеме достоинствени во оваа битка и ќе ги поразиме жестоко на следните предвремени парламентарни избори. Еве, нека биде ова уште една фрлена ракавица за Зоран Заев, да почекаме средината на октомври, нека заврши да видиме која ќе биде одлуката на Европскиот совет. Сите работиме во таа насока да биде таа позитивна. Еве, после тоа, веднаш, еве ќе имаат успех, како нешто викаат, веднаш да формираме техничка влада
и да одиме на предвремени парламентарни избори. Токму тоа ќе биде основен тест да видиме дали ова правно насилие, криминал, арамилук, рекет октопод влада, која што вели дека блеска ќе го добие гласот на граѓаните, или нова, прогресивна, современа политика со идеи и визија како треба Македонија да се развива во иднина. Не постои друг начин. Друг начин е само продолжување на агонијата и повторно ќе се сочиме на пресконференција заедно овдека со вас и повторно ќе се согласиме дека постои криминал. Само прашањето е дали имаме докази, дали тие докази јавно ќе бидат објавени, дали ќе имаме судски процеси. Не оди вака. Државата ни се празни, луѓето се разочарани, луѓето се навистина тажни и нестрекни. Ние сме тие кои што сакаме само да покажеме и да добиеме шанса дека не се сите исти, како што тоа сака да го прикаже Зоран Заев и малкумината обожаватели околу него. Напротив, има голема разлика. Виновникот за оваа неправда на нашата држава и неправдите кон нашите граѓани има име и презиме и политичка припадност. Тоа се СДСМ и Зоран Заев.